Здраво луѓе, значи гледаме денеска пак некој пат на берзава, бе. Што се дешава, бе? Ги утепа овие коцкари, бе. Не знам дали гледате. Значи вчера 308 милиони, денеска 277 милиони, со тоа што мислам во последните 2 сата ги утепа. Само видам, има ли последните 4 сата, видим. Гледате, последните, да, како ќе му испаднува последните 4 сата, салата ги има направено. Значи, гледате, 53 милиони, 188 милиони, ужаси и невидени. Па тоа е луѓе. Гледате, не сака многу да се коцкаат. Ради тоа, после ќе паѓа. Значи, убаво се кажа, пред 4 сата, салата ги направиле. Салата. И за тоа имаме лонг сквиз надоле. Тоа е, не знам што да кажам, ама ги утепуваат. Исто тоа ме отворив на чартот на Gold. Гледате го. Ова е лудница. Значи, до кај е дошол Gold, до 4354 долари. Леле, салата. Ево гледате како расте злато, така биткоинот е надоле. Гледате. Ова бам нагоре, ова бам надоле, ќе чекаме златото почна паѓа. Мислам колку кида злато нема, па дина на 20.000 долари. Тоа не ни верувам, ама секако иначе суперсирано тоа. Не знам дали знаете, ама има синтетик голд, таму се тргува 50 пати повише злато него ли што има, не се знае кое количество го има, тоа све е партали невидени. Не дека не може да се провери, тоа многу лесно се проверува, ама така им одговара на големите за да се манипулираат со пазарот. Значи, гледате, тука ова спајк нагоре, ова спајк надоле и ќе се чекаме. Имаме пад на цела берза. Нема лонг сквиз и све надоле. Ево биткоинот, не знам дали ви кажа баш оваа линија што нацрта ваму ќе ни биде вакво како се вика резистанс, таа е едната линија и другата гледате тука на 94 и 400-500 таму колку е линијава. 94-200, таа ни е ептен резистанс, таа не може да поминеме. Следно би требало до ваму се придвижиме, се не види. Се надам дека баш до ваму ќе биде. Само видам. Да, би требало така нешто, док е линијата, ова 50 day average, се придржиме. А гледате, све е суперсирано, значи партал се дешава, партал, ова заслабно овие, кажи го, продавања, ваму имаме RSI-от е ептен, како сега, sold out, значи, што да кажам. Значи ова, кај да е, треба да почне да иде нагоре според технички индикатори. Мислам, не само според технички индикатори. Ама треба да оди нагоре, ја не знам што направи овие ве човече. Берза, партали невидени. Партали невидени. И ова гледате, уште малце ќе ми излезе од ова, јас што сум го направил ваму. Као тунел што се движи. Да видиме нашиот омилен коин. Нашиот омилен коин, салата, ама добро, тука имаме имаме и резистанс и сапорт, уедно ни е. Тука се движиме, све околу 0.40. 0.40. Гледади, ова ужасно препродаваме, вие видите што е. Значи ова е невидено. Треба реално почнеме многу да порастеме нагоре. Многу нагоре треба да порастеме. И пак ја кажам, мене обично нотификација ќе ми стигне ако има многу голем пат некој, и ради тоа гледам чартови, иначе вака не гледам чарти, се занимавам со други паметни работи. Значи гледате луѓе, тоа е. Ми звоне на телефон, мора се јавам. Ама гледате препродадено, партали, немам што да кажам. Али мене највише ме интересира ова. Мислам највише ова си го гледам. И кај ми чезно ова. Овој чарт ми е, мислам дека е од најбитниот. Значи овде ја гледам колку е развитокот на економијата, треба да биде над 50. Нагоре дека гледате тука кога почнало ждранк, пише тука над 50, значи имаме достигнување врвови. Тоа значи економијата дека е развиена според овој индикатор. И овој ми исто, ова колку асети држат федералните резерви, гледате тука они суперсираат, значи колку суперсираат. Ако видиме, ако се вратиме, 3 години супресија, значи треба почне
она quantitative easing и више асидите се зголема. Значи ова нагоре и биткоинот нагоре и нови врвови да достигнеме таму. Ајде, дај Боже поможе, ќе достигнеме топ врвови. Зашто во проценти бе, што се десило со ова? Ах бе. Ајде, добро. Да достигнеме нови врвови. Да биде топ. Негде таму. 160.000. Ќе видиме како ќе биде. Али како и да е, овие индикатори, мислам ова е цела економска слика, ја гледам со, така да според ова треба да одиме нагоре. Сега кога ќе одиме, тоа Трамчо и Wall Street ќе ни кажат, гледате тука ги утепа, значи коцкари бе утепани. Партали ги прават. Па ако само нека се коцкаат и што поише пари за Wall Street. Значи само така. Тоа е, дечки, една мала кратка анализа. Тоа е, нема што да се каже за чартот, чекаме сите. Поздрав!